Возачите на Европската унија кои сакаат да возат брзо и бараат нов автомобил, треба да се подготват за сериозни пречки од следната недела. Почнувајќи од 7 јули, сите нови автомобили што се продаваат на континентот мора да бидат опремени со интелигентен софтвер за помош за брзина, ИСА, дизајниран да ги обесхрабри возачите да ја надминат дозволената граница. ИСА не ги спречува целосно возачите да го прекршат објавеното ограничување. Наместо тоа се обидува да ги потсети на нивните законски и морални обврски да се држат до него со издавање потсетници. Европската унија ја препушти точната природа на тие потсетници на производителите на автомобили, но опциите што се отворени за нив вклучуваат аудиовизуелни предупредувања, па дури и дополнителен отпор во педалата за газ. Возачите можат да изберат да ги игнорираат предупредувањата или целосно да ги исклучат. Но, тие секогаш ќе бидат стандардно вклучени кога следниот пат ќе го стартувате автомобилот. Европскиот совет за безбедност на транспортот лобираше за намалување на моќноста на моторот штом автомобилот ќе го достигне законскиот лимит, но автомобилската индустрија пружи отпор на оваа иницијатива, што значи дека возачите се уште можат да користат целосна моќност кога им е потребно, на пример за да излезат од опасност или само затоа што сакаат да возат побрзо.